Моje лично искуство да ви кажам дека јас имам само 4 сати месечно да го видам своето дете и тука не гледам од месечно 470 часа, 4 часа да имам месечно средби со детето, а останатиот дел од 466 сати да ги има мајката, не гледам тука никакво подеднакво родителство. Се трудиме ова ситуација да се измени. Ние можам да кажам дека посебно во мојот случај, а во голем број такви се и голем број случаи во нашата држава, каде што татковци се секундарни родители и се доста обесправени, односно дискриминирани како родители. Кај нас се уште се водиме по она старио правило каква таква мајка е, или една е мајка, што јас за мене не е точно. Мислам, ако една мајка не може да бидат 100 татковци, значи во стварањето на едно дете има една мајка точно, но има и еден татко. Така да, зошто го тврдам тоа дека ние мажите, мислам татковците сме поише дискриминирани. Во мојот случај, во лично искуство да ви кажам, против мојата сопруга има поднесено 4 кривични пријави од областа за семејно насилство. На сите 4 кривични пријави со правосилни пресуди потврдени од апелационен суд е прогласена за виновна и Центар социјална работа се уште ја штити и детето е кај неа. Процесот на отуѓување кој што го работи мојата бивша сопруга на нашето дете се уште е во тек. Детето е доведено до степен да бега, да се плаши од мене, да не сака да контактира со мене и тоа е исто запознае Центар социјални работи е запознати со таа ситуација, но се уште ништо не се превзема. Се жалав до Комисија за спречување на дискриминација. Меѓутоа, таму се пожалав на односот на Центар социјални работи, затоа што фактички тие ме оддалечуваат од мојот син. Добив некој нотарен одговор дека извршени проверки, утврдено дека не сум бил дискриминиран. Бидејќи јас тврдам и се уште тврдам дека јас и како родител и како татко, како маж сум дискриминиран. Зошто оваа дискриминација и на кого му користи, мене стварно не ми е јасно. Се трудиме тоа да се смени, значи децата мора да имат пристап до двајцата родители, бидејќи колку што имам и контактирано и со стручни служби, стварно на вистина стручни, значи психолози и психијатри, последиците од ова утаѓување кај децата ќе бидат многу тешки. И многу тешко ќе се санираат, дури во некои случаи дури нема да биде возможно да се санираат. Тогаш добиваме индивидуи со намалена самодоверба, што во подоцнежните години и во нивниот развој и раст ќе допринесе за да станат сторители на кривични дела, значи асоциопатни личности и сето тоа поради недостаток на едниот родител. Зошто центрите за социјални работи овака постапуваат и на кого му е во интерес децата да се оддалечуваат од едниот родител и да бидат само со еден родител, а не со двајца, мене навистина не ми е јасно. И мислам дека ако се стремиме да влеземе во Европа, овој закон мора да се смени, а не се уште се водиме по закони кои што датираат од пред 50-60 години. На оваков начин само му се прави штета на идните поколенија. Мислам дека негативно се одразува ќе биде многу поголеми проблемите, ќе бидат по подоцнежниот период. Така да мислам дека крајно време барем сите политички партии да се завземат за овој проблем. Може би децата не се гласачи, па затоа досега нема некој одзив или некој не сака да го реши оваа прашање, меѓутоа мислам дека ова прашање е многу битно, не само за нас како родители, најмногу за децата, туку и за цело општество. Така да мислам дека е време некој да превземе мерки, да се смени законот и да почне да функционираме, децата да ни бидат постречни, да може да ги воспитуваме и да израснат вистински среќни и правилни индивидуи кои што ќе бидат корисни за целото општество. Може да се уклопи тоа дека во измените на овој закон, мислам и најидеалниот закон да го донесеме, да се усвои, ако како и досека не се постапува по него или никој не сноси одговорност за тоа што го работи, односно не го работи, па настанува штетни последици, што се многу тешки, особено по децата. Мислам дека џабе ќе се донесе и најидеалниот закон да го имаме, ако не функционира и не се постапува по него, тогаш мислам дека се ќе биде џабе. Сепак би апелирал пред се да се превземе одговорност во било која сфера, значи за секоја работа, ако не постои одговорност и никој не одговара за оно што го работи, а не треба да го работи или го работи
или не го работи, а треба да го работи, значи се додека нема одговорност и одговорноста е се уште мисловна именка кај нас, мислам дека ништо нема да се смени. Значи одговорност е пред се, менување на закон, така да може барем малку од малку да се ублажат штетите кои што моментално и досега се уште се ствараат. Ова го зборев од мој личен пример, меѓутоа овакви примери има многу кај нас. Мислам дека време е нешто да се превземе.